Председателот на САД Доналд Трамп го повтори барањето јорданскиот крал Абдула II да го поддржи планот за преземање на Газа и трајно преземање палестинци. Средба во Белата куќа. Игор Стефановски се јавува од Гласот на Америка во Вашингтон. Игор, кој е резултатот од оваа средба? Палестинците во Газа стравуваат од враќање на војната по заканата на Хамас дека ќе го одложи следното планирано ослободување на израелски заложници и по повикот на американскиот председател Доналд Трамп да се откаже примирието. Трамп вчера беше домаќин на јорданскиот крал Абдула II во Белата куќа и го повтори својот план за преземање на Газа. Мислам дека тоа ќе биде нешто многу убаво за палестинците. Ќе им се допадне. Јас знам како се работи со недвижнини. Тие ќе го сакаат тоа што ќе биде изградено таму, рече председателот Трамп. Палестинците заедно со Јордан, Египет и други земји го отфрлаат планот на Трамп за насилно раселување на околу 1,9 милиони жители на Газа во соседните држави. Кралот Абдула рече дека неговата држава е подготвена да прими 2000 деца во Газа болни од рак и кои имаат други болести, но тој на средбата немаше контрапонуда за Газа. Мислам дека треба да имаме на ум дека има план од Египет и арапските земји. Ние сме поканети од саудискиот престолнонаследник Мохамед бил Салман да разговараме во Ријад. Поентата е да го направиме ова да функционира на начин кој е добар за сите, рече јорданскиот крал Абдула. Ова е многу важен состанок за него кој мора да се одржува врски со клучниот сојузник од кој Јордан зависи за странска помош. Трамп предвадена навести дека ќе ја запре помошта, но вчера тоа не беше спомнато. Инаку многу јорданци се потомци на раселени палестинци. Игор, што велат познавачите на геостратешките состојби за ваквиот развој на настаните? Ако јорданскиот крал Абдула го поддржи планот на американскиот председател Трамп, тоа ќе создаде големи политички и економски проблеми и ќе му дозволи влез на Хамас, вели за Гласот на Америка Гаид Ал Омари од Вашингтонскиот институт за блискоисточна политика. Хамас би можел да создаде домашни проблеми во однос на тероризам, но постои страв дека Јордан потоа може да стане полигон за напади врз Израел, рече Омари. Според него планот за преземање на Газа од страна на Трамп го елиминира мотивот на Хамас да проложи со примирието. Во понеделникот терористичката група како што САД го означуваат Хамас се закани дека ќе го одложи следното планирано ослободување заложници, обвинувајќи го за тоа израелското прекршување на примирието. Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху одговорија со ист ултиматум: ако Хамас не ги врати заложниците до сабота напладне, прекинот на огнот ќе заврши и израелските одбранбени сили ќе се вратат со интензивни напади до конечен пораз на Хамас, рече Нетањаху. А Трамп вели дека по војната Израел ќе ја предаде Газа на САД, нема да ја купиме, ќе ја имаме и ќе ја задржиме и ќе се погрижиме да има мир и нема да има никаков проблем. Никој нема да го доведува тоа во прашање, рече председателот Трамп. Изјава со која многу жители на Газа не се согласуваат. Столе? Игор, ти благодарам за ова вклучување во дневникот на македонската телевизија директно од Вашингтон, од Гласот на Америка.